Ке почекате кога ќе стигне официјалната пресуда од страна на судските органи во кривичната постапка, тогаш може да седнеме и пак да разговараме. Ако не се даде оставка од нова година, владиниот генерален секретар Драги Рашковски ќе биде меѓу првите обучувани за етиката, велат антикорупционерите. Во Државната комисија за спречување на корупција по допрен глас ке испитуваат во кое својство се нашол генералниот секретар Рашковски да посредува со тендерот за македонска навигација. За антикорупционерите важно е прашањето зошто тендерот за радарска опрама бил договорен во 2016, а подпишан по 2 години. Испратиле барање до МНАФ и владата за целосната тендерска документација. Откако ќе ги разгледаат документите, ќе го повикаат Рашковски. Ние сме во фаза сега на прибирање на податоци, а за тоа што понатаму ќе следи, ќе бидете известени. Дали етички ќе биде обучуван конкретно Рашковски? Значи, ова лице за интегритет ќе се однесе за сите што се во владата, вклучувајќи го и генералниот секретар, но тоа зборам што ќе биде во иднина и што ќе биде задачата на ова лице за интегритет. Антикорупционерите на премиерот Зоран Заев му порачаа дека не може ресорот финансии да остане без министер, а назначувањето треба да го направи за брзо. Низ етичкиот филтер треба да поминат сите функционери. Владата треба да назначи лице за интегритет кое ќе ги советува премиерот, министрите и вработените да носат правилни и издржани одлуки по законите, моралот и етиката, за да го избегнат судирот на интереси и ќе ги одвојат јавниот и приватниот интерес. Инаку за скандалот за набавката на новиот систем за контрола за летање од италијанската фирма Леонардо, тендерот е тежок 7 милиони евра. Рашковски се правдаше дека изборот го направил, откако по промината на власта утврдиле дека со реализацијата на тендерот се доцни. Задачата за тендерската постапка Рашковски ја добил од премиерот Заев, кој нема да бара негово разрешување.